Незадоволни од откупната цена, но и од игнорантниот однос на власта, оризопроизводителите денеска повторно го блокираа регионалниот пат Штип-Кочани. Бараат минимална откупна цена од 40 денари, за разлика од сегашната што се движи од 22 до 25 денари. Обавестени се сите да бидат присутни и да го слушнат гласот на земјоделецот и на оризопроизводителите. Еве можете да снимате, значи да видите. И премиерот и министрот уредно се поканени пред 7 дена. За жал, немаме повратна информација никако. Со последната средба со министерот кажа дека ќе ги исплати дел од субвенциите за да може да влеземе во завршната фаза на оризопроизводство. Меѓутоа до денес нема тоа ништо. Гневот кај земјоделците дополнително порасна откако власта најави дека нивите, иако приватни, доколку не се работат, ќе се дадат на закупци, но и на новиот модел за субвенционирање, со кој се предвидува задолжително осигурување. Субвенции вкупно ќе земам, 2,5 ќе земам субвенции. 3 треба да дам, 2,5 да земам. На ваков начин, со ваква тематика, со ваква логика они што работат, не бива. И они сакат, не е друго решение, сакат да ни учинат и субвенции што ги дават и тоа е да учинат, значи од оваа страна да ги дават, од друга страна да ти земат. Уставот на Република Македонија децидно го дефинира правото на приватна собственост и никој нема право под никои услови да го издава под закуп приватното земјиште. Така да се носат толку апсурдни закони што апсолутно значи не се одржливи тие мерки. Од самостојниот синдикат на земјоделци посочуваат дека во моментот цената на светската берза се движи по 3000 евра за тон, за разлика од кај нас, каде цената е за 3 пати пониска. Тоа само по себе кажува значи каков третман имаат земјоделците од страна и на откупувачите и на релевантните институции. Инертниот однос, пак ќе речем, на министерството, на владата и на сите надлежни е недопустливо вакви услови. Оризопроизводителите добија поддршка и од други земјоделски здруженија, кои до крајот на годината најавуваат генерален штрајк. Денешниот протест беше со силно полициско обезбедување. Добар дел од оризопроизводителите, како што објаснуваат од иницијативниот одбор, не се осудиле да излезат на блокадите, бидејќи биле уценувани дека оризот ќе им остане во амбарите неоткупен.